Фудбалската репрезентација на Македонија забележа нов пораз од Белгија во рамките на квалификациите за пласма на светското првенство 2014 година во Бразил. Загубивме со минимални 1:0. Јаневски со значително изменет состав го започна надпреварот во Брисел. Георгиевски, Шиков, Ристовски, Глигоров, Тасевски и Ивановски беа новите стартери. Белгија имаше доминацијата речиси во текот на целиот надпревар. Македонија од контранапади се обидуваше да го загрози голот на Куртуа. Првата полувреме мина без посериозна шанса за погодок со неколку обиди кон двата гола. Во вториот дел Македонија се закани преку Никол Черновевски, кој од убава позиција биеше над голот на Белгија. Домакините имаа убава можност преку Азар, кој од далечина ја погоди пречката од голот на Пачовски. Во 63-та минута лошо исфрлување на Георгиевски, топката дојде до Азар, кој убаво ја измами нашата одбрана и постигна гол за водство на Белгија од 1:0. До крајот на надпреварот Македонија се обидуваше да дојде до изравнување, имавме неколку обиди, но не успеавме посериозно да го загрозиме Куртуа. По овој пораз сите шанси за првите две позиции се загубени. Сега секој од преостанатите надпревари ќе биде клучен за нас во трката за третата позиција која ќе ни овозможи шешир погоре во ждрепката за следните квалификации. Во нашата група Хрватска со пресврат во второто полувреме го победи Велс со 2:1 и го одржа чекорот со Белгија на врвот на нашата група. Србија победи Шкотска со 2:0 во Нови Сад. По 6 одиграни кола, Белгија и Хрватска имаат по 16 бода. Србија е трета со 7, Велс има 6, Македонија 4, а последна е Шкотска со 2 бода. На ждрепката во Виена, македонскиот шампион Металург ја добија екипата на Киелце за противник во четвртфиналето од Лигата на шампионите. Металург беше во вториот чечер со екипите кои беа второпласирани во групната фаза. Металург избегна доста незгодни противници на големо задоволство на тимот од Автокоманда. Следен противник во четвртфиналето е екипата на полски Киелце. Металурзите не го кријат своето задоволство во ждрепката во Виена, бидејќи го добија посокуваниот противник со кого веќе ги одмерија силите во групната фаза и минимално загубија. Другите двојки за четвртфиналето се Атлетико Мадрид Барселона во шпанското дерби, Кил игра против Веспрем и во германскиот дуел се среќаваат Фленсбург и Хамбург. Првите надпревари ќе се одиграат од 17 до 21 април, а реванш дуелите ќе се одиграат на 24 и 28 април. Победниците во овие дуели ќе обезбедат пласма на Final Four турнирот кој оваа година ќе биде одржан во германски Келн на 1 и 2 јуни. УЕФА намали казната на Златан Ибрахимович со што ја усвои жалбата на Пари Сен-Жермен и од 2 надпревари суспензија казната на Ибра ја намали на само 1 надпревар. Поради директниот црвен картон кој го заработи на првиот надпревар од 8 на финалето од Лигата на шампионите против Валенсија, Ибрахимович доби 2 надпревари забрана за настап. 1 надпревар пропушти откако не настапи на реванш надпреварот против Валенсија и остана уште 1 надпревар, првиот од четвртфиналето против екипата на Барселона. Така недобриот играч на парижаните ќе биде на располагање на тренерот Карло Анчелоти за четвртфиналниот дуел на Пари Сен-Жермен против Барселона. Првиот надпревар е закажан за 2 април на паркот на Принцовите, а реванш надпреварот на Nou Camp е закажан за 10 април. Во НБА лигата синоќа се одиграа 3 средби. Тимот на Нью Йорк Никс славеше против ослабениот Бостон со 100:85. Џајар Смит реализираше 32 поена, а Мело придаде 29. Кај Бостон Джеф Грин даде 19, а Пол Пирс 16 коша, но Селтикси имаат дури 20 загубени топки. На западот Далас по едно продолжение ги совладаа Клиперси со 109-102. Новицки имаше учинок од 33 поени, 9 асистенции, а на спротивната страна Крис Пол постигна 33 коша, 6 скока, 5 асистенции, но имаше и 7 загубени топки. Минесота со тројки го реши Детройт со 105-82. Кај Тимберволвс најдобар беше Никола Пекович со 18 поени, 11 скока. За вечера во НБА лигата предвидени се 14 надпревари.